Не ми остана ни гордост, ни реноме. Ке ми платите за ова. Зар мислиш дека од тебе ќе се плашам, а? 100 како тебе јас досега сум погребал. Не го ставај прстот на шкрапалото ако не мислиш да го повлечеш, фачали. Разбрали? Ако досега не сум го повлекол шкрапалото, тоа е заради верноста кон тебе. Денеска, тој неиспукан куршум го прекинува односот меѓу нас. Таа тема е затворена. Ако уште еднаш ми излезеш пред очи, нема да имаш доволно време да кажеш фачали. Сега, губи се. Ти и твојата смрдеа. Мендерес? Како си? Не знам. Еден момент сум добра, потоа веднаш ми се менува расположението. Ме интересира како си ти. Бив загрижена за тебе. Не грижи се за мене. Како е тато Баки? Воопшто не е добро, многу е погоден. Ке му треба време за да го преброди целиот шок. Тој му беше како син, негово дете. Нека. Ние треба веднаш да средиме некои работи. Ти одговара вечерва? Да, ќе бидеме дома. Само не разбирам што треба да средиме. Ке разговараме. Бакни го синот за мене. Сликарско платно, палета, четка, водени бои. Види? Види го ова? Овој се те убав, Да што видам. мислиш? Мамо, која од овие пеперутка? Не знам кој е. Ете, четкава се вика пеперутка. Но ова не личи на пеперутка. Само така се нарекува, Зехра. Држи ја. Да видиме дали ќе ти личи. Мене не ми се допадна ова. Срамота е, Зехра. Да знаеш дека ќе се налутам. Нели со татко ми требаше да купиме прибор за сликање? Јас сакам да купувам со татко ми. Ама утре ти почнува курсот. Татко ти е зафатен со работа. Мораме да ги купиме овие. Ајде, престани да се разгалуваш. Го купивме ова. Ајде. Добро. Ништо не му велиш на Мендерес што оди во таа куќа. Зошто? Што би требало да кажем, Асума? Кажи која работа треба да ја заврши. Сакав да го прашам, ама наеднаш си отиде. Што може? Веројатно ќе поразговараат за сето она што Џихан им го направи. Што направи Џихан? А што уште? Замисли, тој стоел за сите овие проблеми. Тој го грабнал и Топрак. Што? Какви се маки не видовме од тоа семејство? Не разбирам како можел тоа да го направи. Какви луѓе биле тие? Од мака изгледа човекот се мрднал во паметот. Што значи тоа? Мене ми вперија пиштол во главата заради неговата мака. Ке загиневме со бебето. Господ да не спаси. Да не се замешаше Лейла во нашиот живот, тогаш ке го немаше ни овој Џихан. Ни го растори животот. И таа доживеа тешки денови исто како ти. Во име на Бога, што зборувате? Ја браните ли Лейла од мене? Види, Асуман, таа е мајка и на мојот внук. Значи така. Во ова семејство само вие имавте разбирање за мене. Сега и вие ме оставате сама, така? Ти мене си ми како керка. Не може да се влие на тоа што веќе се случило. Топрак, да е жив и здрав, ќе биде присутен во нашите животи. Тоа значи дека и Лела ќе биде присутна. Сакал ти или не.
Керко, каде денес го виде тој бато Селим? Пред училиштето. И потоа, што правевте вие? Ништо, одевме во книжарница. Камо тој да не дојдеше? Тоа е срамота. Ова не ти доликува. Тато, а тој бато Селим, Што, Керко? тој е многу висок. Ја се уплашив од него. Многу е висок. Опа, Јас сакам големо платно. Да купиме ли покасно? се разбира, ке земеме. Ако брат ми е буден, ќе му нацртам една слика. Ако спие, тогаш ќе го галиме топрак. Може, татичко. Кој е? Јас сум да досадакат. Ај, прости ми, синко. Малку сме напнати. Леле, кој ни дошол на гости да видам. Здраво. Добре дојдовте, синко. Лела ни кажа, те очекувавме да дојдеш. Како се тие? Не е лесно, синко. Првенствено господин Баке е за жалење. Срцето ми се кине кога ќе го видам. О, Боже бој, ајде влезете. Останавте на врат. Добре дојдовте? Добро дојдовте. Добре дојдовте. Добро е најдовме. Зехра, мила, Топрак многу ќе ти се израдува. Хајде дојди да се поздравиш со братчето. Топрак, добра ли си, батенца? Многу ме недостигаше ти. Јас тебе ти недостигав? Топрак, братче мое, јас ќе почнам да сликам. Како си, Лейла? Подобро. Дојди, седни, синко. Сине, Топрак, душ моја, милна тато. Пораснал малку, а? Дојди, Зехра, да одиме да го галиме Топрак во неговата соба. Таму има и многу играчки. Секако јас ке ви донесам млеко со мед. Дојди. Се е заради тебе. Заради тебе. Што е тоа, Мендерес? Дали овој потпис е на Џихан? Да, тато. Како си успел да го земеш од Џихан овој празен лист? Тој веќе не ке може да им се приближи ни на Лейла, ни на син ми. Сакам да се разведеш, Лейла. Во ред, јас се сложувам со тоа. Веднаш ќе обезбедам да се покрене бракоразводна парница. Ти благодарам, тато. И Топрак и Лейла треба да ги спасам од тој лудак. Во право си. Лейла ќе поднесе барање за развод на бракот. Овој потпис ќе го потребиме како доказ дека Џихан се согласува со тоа. А што ќе биде со старателството врз Топрак?
ќе додадеме член дека тој се откажува од сите права врз топрак. Ке може ли да се заврши со едно рочиште, тато? Во последно време има некои нови процедури во бракоразводните парници. Дури сопружниците да се согласат за развод може да се побараат изјави од нивните најблиски. Мора да бидеме спремни на се. Тој веќе не ке може да им се приближи ни на Лейла, ни на син ми. Ало? Можеш да зборуваш? Да, можам, Селим. Како си? Сакам да ти заблагодарам што денеска не ме одби. Јас многу се радувам што се запознав со Зехра. Имаш многу сладка керка. Ова, јас имам и еден син. Знам. И со него сакам да се запознам. Денес Зехра не беше многу расположена. Јас не мислам така. Многу е сладка, многу е природна. Исто како и мајка и. Јас ке треба да се потрудам додека не се спријателам со неа. Ти благодарам за разбирањето. Нема на што. Зошто го правиш се това? Одговорот е многу едноставен. Нели е се јасно? Мене воопшто не ми е тешко да кажам што мислам. Но не знам дали ти си подготвена да ги чуеш моите чувства. Дали размисли? Што? Да се разведеш? Асуман, знам дека ова е тешка одлука за тебе. Но уште колку ќе одолжуваш? Имаш право. Многу размислуваш, Селим. Најмногу за децата. Но најпосле се одлучив. Ќе разговарам со Мендерес за тоа. Мамо, Сине? не успев да го решам овој проблем. Види, сега морам да прекинам. Асуман? Тебе... Да? Не се. Подоцна ќе се чуеме. Добро, во ред. Добра ноќ. Мамо? Да видам, што е тоа? Кажи, што не можеш да решиш? Да видам. Ова овде. Ајде, точно покажи ми. Ова? Ви благодарам. Добра Пак ноќ. да дојдеш, добро? Добро. Одете со здравје. Ти помина многу тежок период, Лейла, но наскоро се ќе се заврши. Се надевам. Добра ноќ. Добра ноќ. Ти сепак биди внимателна, немој сама да излегуваш. Ако треба, јави ми се, добро? Не верувам дека ќе има лице пак да се појави пред мене. Зехра, слушај што ќе ти кажам. Татко ти нека те донесе во стакленикот. Ќе садиме заедно цвеќиња со топрак. Може? Може. Добра ноќ, Лейла. Добра ноќ. Тато, мене многу ми се спие. Дојди вамо. Значи и се приспа на мојата принцеза. Реков, спушти го. Немој да си писнал. Молчи. Пушти ме! Пушти ме! Ете ме избега заради тебе. Сега му стана слуга на Мендерес, нели издајнику? Подалеку ќе стоиш од овие адвокату.
Не се плеткај со нив. Тогаш треба прво тебе да те средам. Сега слушни ме добро. Од сега натаму оваа фамилија е под моја заштита. Остави ги ако сакаш да доживееш старост. Твоите зборови може да ги слуша само фачали, пошто си негово куче. Хајде, пукај да те видам, пукај! Подош како тебе нема храброст да го притиснеш шкрапалото. Ти не си маж, Махир! Ти без друго си готов. Не вреди да пукам и да си ги волкам рацете со тебе. Немој да ме приморуваш. Оди си. Бара белјата на друго место. Ова тука нема да заврши. Ке се кае што вечерва не ме уби. Никаквец. Најде. Не знам како дозволив да стапите во брак. Сам на себе не можем да си поверувам. Што поскоро треба да заврши ова. Немој да се обвинуваш, тато, јас сум виновна. Тебе и внукот сум ве оставил сами сред овој ужасен оган, Лейла. Мораше да ги предвидам овие настани и да ве заштитам. А јас сум спиел во длабок сон. На волк сум му доверил јагне, мила. Сакам веднаш да се спасиш од Џихан. Настаните не можам да ги изменам. Може би можам да ти помогнам да ги заборавиш. Во однос на Џихан многу сум се излажал. Премногу сум се излажал. Како што ти го сметаше за роден син, така јас го сметав за постар брат. Му верував. Сите не излажа. Не можевме да веруваме дека вака ќе се однесува. Зошто не дојде кај мене да ми кажеш за твоите проблеми, ќерко? Немаше да чекам ниту еден миг да знаев дека те повредил. Пушти го, те молам. Мендерес, јас него го сакам, пушти го. Јас тебе те сакам. Заљубен сум во тебе, Лела. Заљубен сум во тебе. Направив се, ама не успеав да се докажам. Сега тука се ке заврши. Тргни се. Бега од тука. Немој, Џихан, те молам. Мендерес. Те молам, Џихан. Мендерес. Застани, Џихан. Џихан, застани. Ке направам се што сакаш. Само остави го него. Ти се колнам, нема повеќе да го видам. Мендерес, ке направам се што сакаш. Мендерес. Застани, Џихан, те молам. Џихан. Ке направам се што сакаш, само остави го, те молам. Ако го оставиш, Џихан, ти се колнам дека повеќе нема никогаш да го видам. Се колнам, те молам, Џихан. Ти се колнам, Џихан. Џихан. Ти се колнам, нема да го видам никогаш. Џихан. Ти се колнам. Сето тоа остана зад нас, да се обидеме да заборавиме. Те молам, прости ми, ќерко. Што не доживеавме? Се надевам дека ова е последно. Оваа димензија е стандардна. Можете да го земете заедно со штафелајот. Мислам дека ќерка ми сакаше нешто поголемо. Може ли ова? Таа димензија е за професионалци, господине. Добро. И ќерка ми е професионалец. Ке го земам ова. Секако. Пријатен ден. Пријатно. Повелете, добре дојдовте. Добар ден. Спакувајте го. Се разбира, господине. Долго стоја. Наеднаш во изден двете се продадоа. Каква случајност? Се извинувам. Ништо, господине. Реков дека денес продадовме уште едно вакво. Ке може побрзо. Се брзам за курсот на ќерка. Да, се разбира.
Во ред. Госпогице, што е? Се уште ли сме скарани? Што е ова? Ова е за една убава девојка. Еден специјален подарок. Ама, ова е нешто што многу го сакаш. Подобро да го отвориш. Платно. Големо. Да. Сега е твое. Се надевам дека ќе нацрташ убава слика. Дојде татко ми. Кирко, Здраво. многу е чудно што тука ве гледам. Ова... Вчера нешто на Зехра и се допадна. А јас бев присутен кога со материјали за курсот. Разбирам. Зехра, Кирко, имам еден подарок за тебе. Што ми купи? Отвори да видиме. Навистина многу те сакам, тато. Но и Батосилин го купил истото. Гледам. Да му се заблагодариме. И да го вратиме подарокот назад. Не можам да дозволам Зехра да прими ваков подарок. Мора да разбере дека од непознати луѓе не сме ништо да зема. Не знам дали бев јасен. Разбирам. Убаво. Господине Мендерес, се работи само за еден мал подарок. Може би. Но не е ваша работа да се грижите за потребите на ќерка ми. Пријатно. Ајде, Зехра, да не доцниме. Со обвинителот. Ќе ја забрза процедурата. Рече дека ќе се потруди рочиштето за разводот да го помести понапред. Добро, а што е со старателството врз топрак? Што мислиш ќе прави Џихан проблем? Нема да прави. Со овие документи што ги имаме во рака, ќе ни го препушти старателството. Правдата ќе победи. Што ако и тој ги искористи своите врски и пронајде некој наш пропуст? Што ако изјави дека потпишал под закана и со сила? Змијата која го загубила отровот може само да се заканува. Нема друг излез освен да прифати. Почекај ако сакаш. Нема долго да трае, ќе се вратиме дома заедно. Сакав да се вратам во стакленикот. Лейла, не разговаравме ли за тоа? Не е исправно само да се шеташ. Почекај барем уште еден период. Сонате во стакленикот, тато. Џихан ќе се обиде на секој начин да дојде до тебе и да разговара. Нема да има храброст. Ти сепак биди внимателна. Ова се тие цвеќиња. Ало? Ало? Сонат? Како си, синко? Благодарам, чичко Баки. Вие добро сте? Да не има проблем. Лейла сама доаѓа кон стакларникот. Сакав да ти напоменам да внимаваш. Знаеш со каков проблем сме соочени? Во ред, чичко Баки. Разбирам. Те молам, погрижи се за Лейла. Не грижете се, чичко Баки. Тука сум јас. Ти благодарам. Ајде, пријатно. Можам да ви испратам колку сакате од овие цвеќиња. Во ред, ви благодарам. Нема проблем, пријатно.
Каде е Лела? Каква е оваа дрскост? Бега еде. Јас немам ништо со тебе, Сонат. Каде е жена ми? Манијак бе да не си ти. Да не си се мрднал. После се што направи, уште имаш лице тука да доаѓаш, а? Што ти е тебе, гајлебе? Ти реков да си одиш. Што е сега ова? Поставивте жив зид на секаде? У кината ти е дозволата тука да влегуваш. Тебе ти е забрането. Не разбираш ли бе? Мислиш со главата. Види, види, види. Види го ти чирекот градинарски. Губи се. Веднаш. Ало, Лейла. Да не те вознемирувам. Никогаш. Како си? Добро. Татко ми зборувал со еден свој пријател обвинител, ќе покренеме бракоразводна парница. Па, сакав нешто да те прашам. Прашај. Джихан, дали може да ги негира своите потписи? Не може, не грижи се за тоа. Штом ти така велиш? Штом се поднесува барање за развод, уште малку ни остана. Зашто? За да бидеш слободна. Да го земеме и старателството врз син ми. Каде си ти? Одам во стакленикот. Лейла, не можеме веќе вака. Постојано мислам на тебе. Ова на тебе и на син ми. Јас сакав со тебе да зборувам на оваа тема, може да се најдеме? Кога тоа? Да појадуваме утре заедно? Добро. Може ли на истото место? Во ред. Каде си, Лейла? Дали ти реков тебе да се губиш од тука? Зошто се вртиш наоколу? Тргни ми се од глава, бе. Кој си пак ти за мене да ме спречуваш? Кој си ти, бе? Кој си ти, бе? Оди си, Джихан. Лошо ќе поминеш. Си ја бараш белјата, а? Зар ке ме исплашиш со тоа лопаче за чекиња? Не стои пред човек што нема што да загуби. Ке изгориш. Мислиш дека се заврши, а? Ти олесни ли кога дозна за твоите гадости? Сонат, не кажувај потешки зборови од колку што вредиш. Немам време да се расправам со тебе. Тргни ми се пред очи. Размисли малку. А што ако дознаа дека Газел сакаше да се самоубие заради тебе? Што ако им каже некој? Ако му се испушти на некој? Што тогаш? Немој. Може би. Ама имаш уште само една шанса. Веројатно нема да ја испуштиш. Сега, подобро е да си одиш, за да не пропаднеш уште повеќе. Инаку ќе му кажам на Чичко Баки за тоа што ќе се случи на Газел. Мислам дека не е лошо за првата недела. Не биди скромна, Јешим. Погледни, сите вестници објавиле вест во врска со холдингот. Почекај, ова е се уште почеток. Ќе видиш што ќе биде по приемот. Сите ќе зборуваат за нас. Си мислам, дали приемот за медиумите да го направиме во вилата Есма Султан? Зошто да не? Јас да ги разгледам цените. Што мислиш ти, Асуман? Како е, многу убаво место, нели? Не знам. Јас досега никогаш не сум била во вилата Есма Султан. Асуман, може малку да разговараме? Имаме состанок. Дозволете, господи Јешим, за кратко. Вие продолжите без мене, Јешим. Не е пријатно кога ми наредуваш. Во последно време не си само ти на кој се наредува.
Што значи ова? Кажи ми, каква е твојата врска со оној Селим, Асуман? Ало, како си? Јас сум Селим. Добро, сакам да прашам нешто. Ја знаеш Лейла од факултет, Лейла Хисарли? Да, таа. Пред некој ден се сретнавме. Да не го имаш нејзиниот број? Значи и ти го немаш. Така ли? Дали ја знаеш адресата? Аха, те слушам. Што е, Сонат? Изгледа саксијата извршила самоубиство. Не. Погрешка ми падна. Каже дека наликува на самоубиство. Сонат, добра ли си ти? Да, добро сум. Сакаш кафе, газдарица? Погледни ме, Сонат. Добро те познавам. Нешто те мачи тебе. Ти реков, ништо не ми е. Джихан дојде тука, нели? Остави го него. Го доби тоа што го заслужи. Што сака тој уште од мене? Во ред, те молам. Си отиде како што си дојде. Уште еднаш не ќе може да се приближи. Ќе наврати еднаш или два пати и ќе се откаже. Добро? Те прашувам, Асуман, кој му дозволи на тој човек да се врти околу моите деца? Чекам одговор. Ти кажав дека ми е пријател. Мислам дека ве запознав. Не разбирам зошто ме обвинуваш. Во кое својство тој човек и купува подарок на ќерка ми? Што се замислува тој? Не разбирам зошто се вознемируваш. Затоа што Селим ми купил подарок? Или затоа што јас се спријателив со него? Ги помина границите, Асуман. Ти имаш своји одговорности како мајка и сопруга. Изгледа го заборави тоа. Ти си последниот што треба да ми држи часови по морал. Слушај ме. Добро отвори ги ушите. Без разлика што се случува помеѓу нас, ти се уште го носиш моето презиме, Асуман. Мислам јасно ти е што сакам да кажам. Внимавај на своите постапки. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Како можам да ви помогнам? Ја барам Лейла Хисарли. Ова е незиниот имот? Да. Јас сум и колега од факултет, тука ли е таа? Да. Здраво, Лейла. Сонат, ке се погрежиш за клиентот внатре? Во ред, газдарица. Зошто дојде? Ти ја враќам посетата. Треба да разговараме. Јас кажав се што имав да кажам. Ти реков да стоиш настрано од Асума, нема зашто друго да зборуваме. Лейла, те молам. Тој ден покажа преголема реакција. Си отиде и не ми дозволи да ти објаснам. Што има да ми објаснуваш, Селим? Не е како што мислиш. Овој пат е нешто друго. Асуман мене многу ми значи. Секогаш истите лаги. Ти воопшто не се опаметуваш. Се уште ги искористуваш жените, Селим, користејќи ги нивните слабости. Знам, не можеш да го заборавиш минатото. Но тој случај изминаа долги години. Јас се променив. Не сум стариот Селим кој го знаеш. Ова беше многу смешно. Можеш себе си да се лажеш, ама не и мене. Фируза ми беше најблиска пријателка. Се уште ми излегува насон, се уште го паметам тој страшен ден. Кој знае уште колку жени си изгорел? Немилосрдна си кон мене, Лейла. И јас сум погоден. Многу се каам за тоа. Но пред тебе веќе не стои тој Селим. Те молам, дозволи ми да ти објаснам. Што има да ми објаснуваш? Како ги изневери очекувањата на една млада девојка?
Немој да й се приближуваш на Асуман. Нема да ти дозвола да излажаш. Зошто тебе толку многу те интересира Асуман? Зошто се грижи за сопругата на поранешниот маж? Ова нема врска само со Асуман. Не сакам тоа семејство да страда заради тебе. Остави ја Асуман. Ајде, оди се сега. Ги донесов предметите што ги баравте, господјо Ешим. Ви благодарам. Колку ви се убави чевлите. Да, мила моја. Кроко се, нова крокодилска кожа. Има само неколку пара од овој модел. Погледни го и ова. Тоа е чантата. Леле е многу елегантна. И јас ги имам виден овие. Прашав за цената, рекоа дека вреди мало богатство и останав со отворена уста. Многу се убави. Со здравје да ги носите. Ти благодарам. О, каква е ова елеганција, господја Ешим? Ви благодарам. Дали готовината што ви ја дадовме ви заврши работа? Да, секако. Благодарејќи на вас ги платив долговите. Како благодарност ви купив еден подарок. Се надевам ќе ви се допадне. Не ви требало. Ви се молам. Кога го видов, помислив дека многу ќе ви се допадне. Оваа боја изгледа е во мода. Треба да се внесе радост во животот, нели? Така е. Човек заборава на овие работи кога ќе се зафати за работа. Затоа јас сум тука да ве подсетам. Во чест на нашата прва лекција, сакам да ве изненадам на вечера. Може, може. Каде ќе одиме? Изненадување. Верувајте ми, ќе ви се допадне. Вие влезете, јас ќе го известам. Повелете. Сакате ли нешто да се напиете? Не, ви благодарам. Господине Салахатин, имате гостин. Господине Баки? Дојдов ненајавен. Не можевме да разговараме по телефон. Ќе признаете дека поминавме низ тежок период. Јас се извинувам, ама син ви Џихан ни зададе големи проблеми. Не може да се прости тоа што не го направи. Така е, во право сте. Јас не дојдов да се извинувам. Заради некој од кого се откажав како син. Повелете, седнете. Топрак самиот го грабнал и без никаков срам дојде кај нас и не обвини. Без срам не навреди. Не можам да најдам зборови за да се искажам како се чувствувам. Господ на никому да не му даде ваков срам. Како дојде во оваа состојба? Не можам да сватам. Немојте ви се молам, господине Баки. Вие не го познававте својот син? Тој тоа што го направи не може човек да се осмели да го направи. Воопшто ли не предосетивте? Нели се посомневавте во него? Вие го свативте ли однесувањето на вашиот собствен син? Што значи сега ова? Вие како го свативте вашиот син? Кога истовремено имаше однос и со Асуман, а се ожени со мојата сакана ќерка? Одговорете. Каде сте, господине Џихан? Со денови не можам да ве добијам. Не ми одговарате на повиците. Каде е господин Шинаси? Затоа и ви се јавувам. Господин Шинаси напушти. Како тоа напушти работата? Како може да направи такво нешто без да ме праша? Минатата недела си ги собра работите и си отиде. Добил убава понуда. Не успел да ве добие. Отиде оставајќи се зад себе. Без ништо да ми каже. Ова се заморил трчајќи по вашите работи. Така ми кажа. Кој одеше на рочиштата? Јас одев. Така ли? Проклето нека е. Малку ме не може да види што се случило. Не можеш ли да причека да завршат споровите? Каде е неговата етика? Значи си ти остави тебе и си отиде. Направи се што можев, господине. Ама сите спорови ги загубивме. Се извинувам. Повелете. Добро. Штом го нема Шинаси,
ќе продолжиме без него. Има еден важен спор. Ќе се подготвиме добро и максимално. Доколку добиеме, ќе се излечеме. Ова, бидејќи не се појавивте на последните 2 состанока, клиентот од Измир го повлече предметот од вас. Како може да го повлече предметот? Јас со месеци работев на овој случај. Со игла откопав дупка заради тој случај. Вложив труд во секој збор во неговата одбрана. Никој ништо не може да земе од мене без да плати. Разбрали? Никој не може. Добро ли сте, господине? Остави ме сега сам. Верував што го задржав да живее под иста стреја со двете мои ќерки. Никогаш не бев приморан да го подигнам гласот кон него. Да имав и најмал сомнеш, ве уверувам во тоа, ќе направев се да го спречам. Нема полза од зборување со предпоставки, господин Баки. Јас да се прашувам, вашиот неранимајко ќе го предадев на полиција. Треба да му биде благодарен на Мендерес. Добре дојдовте, тато Баки. Добро те најдов, синко. Сте поднеле барање за развод, а? Вестите стигнале до тебе пред јас да дојдам. Лела ми кажа по телефон. Сте покренале бракоразводна парница? Не е само развод во прашање. Бараме да го добиеме и старателството врз топрак. Уште и Джихан го избришав од мојот тестамент. Тој веќе не му припаѓа на моето семејство. На крајот удри на дното, Чихан. Ништо веќе не можеш да направиш. Освен да ги отвориш вратите кои ти ги тресна во лице. Хајде, Мило, стигнавме. Што се случува? Кој си ти? Ти не можеш да се заштитиш, а не децата си земал да ги чуваш тука. Пушти ме, каков чувар? Јас сум обичен шофер. Како тоа? Никој не ги обезбедува децата. А кој си ти? Кој си? Што сакаш од нас? Што бараш? Слушај ме добро сега. Врз ова семејство е надвиснато големо зло. Треба 2-4 да ги отвориш. Мене ништо не ми кажа. Освен тоа, кој си ти? Роднина си им. Безбедноста на тие деца е моја грижа, разбираш? Не е важно кој сум јас. Добро отвори ги очите и внимавај. Немој да шеташ празен. Ако немаш оружје, јас ќе ти дадам. Не сакам. Ако ми треба, господин Мендерес ќе ми даде. Господин Мендерес за ништо не е свесен. Ти ќе внимаваш на овие деца. Ќе ги чуваш како своји родени деца. А јас ќе внимавам на тебе.